темата е интересна. Океј, ќе збориме за умот, ќе збориме за душата. И баш имам спремно интересни работи. Дечки, душа. Интересна. Ке рече, беше душа човек си. И стварно душа човек е. Човекот е душа човек, да се разбереме. Секој од наш е душа човек. Душа си, душичке моја. Душичке љубов моја. Пак е битието. Битието е љубовта. Реактивниот ум, ке зборам за умот понатаму, тоа е баш негативното кој што ги имам у нас. Само душата, како ние, сме баш убави, сме баш креативни, сме добри, сме извор на живот, сме извор на енергија и денеска ќе зборувам за сето тоа. Сакам да ве прашам прво едно прашање. Што мислите? Дали имате душа или сте душа? Одговорете на прашањето. Имаме душа или сме душа? Дали имаме душа или сме душа? Дали сме ние душа или имаме душа? Ова е малку трик прашање, да се разбереме. Сваќам дека сваќате дека е трик прашање, кој сите го знаете одговорот на ова, ама ќе дадам време да ми одговорите. Што мислите вие? Сме душа. Да, сме душа. И сите имате точен одговор. Сме душа. Така е. Сме душа и имаме тело. Знаете, некој што луѓето ќе речат имам душа. Сега, ако речеме имам душа, тогаш си друго, ама не душата, не? Затоа што ја имаш. Што е тоа што ти ја имаш? Тоа што тој ја има душата, пак ќе речеш дека душа е. Душата си има душа. И двете имаме душа, душа сме и имаме сум, имаме душа. Добро. Ја би го одговорил дека ние сме душа, затоа што тоа е локацијата која што ние имаме, затоа што воспротивно ако речеме имаме душа, мада знам дека тоа и го мислите, кога ќе речете имам душа, дека у суштина ние сме душата, веројатно истото и тоа луѓето го мислат кога ќе ги прашам, но некојаш често пати ако речеме окей имаме душа, тогаш ако имаме душа, што сме ние, ако ја имаме душата, затоа што знаете некогаш како да имам ташна, имам тело, моите прсти, моите нозе, мојата глава, моите уши, знаете како да е нешто кое што не сме ние, него е мое. Е некој тип на украс, е некој тип на алатка која што човекот ја има. Така да ние сме душа, имаме ум, имаме тело, би бил посоодветниот одговор на нештото. И самото тоа дека сме душа, интересни работи сакам да ви скоментирам или да ви прочитам некои работи кои што сум ги прочитал и јас, секако моите откритија ова не се. Ама сакам да ви покажам нешто кое што е за мене барем интересно. Ние како духовни битија сме креатори и креираме работи. Ние како душа можеме да замислиме работи, можеме да замислиме некои нешта. И ние како битија имаме способност да креираме мисли, а фактички кога ќе речеме креираме мисла, креираме слики уствари. Ако ви кажам помислете на последниот одмор на кој што сте биле. Помислете на последниот одмор на кој што сте биле. Знаете, кога ќе помислите на последниот одмор кај што сте биле, доаѓаат сцени, доаѓаат слики. Значи, душата има капацитет да може да ги искреира тие слики. Знаете, што е мислата? Фактички мислата се сликите кои што ние ги креираме, кои што ние ги имаме. Но ќе сакам да дадам една многу убава дефиниција од Хабард за душа. Истражувал он за душата многу. Има многу своји открити, многу своји работи кои што ги открил на оваа тема. Сакам да прочитам некој од нив кој што мене многу ми се допадна. Вика, тоа е свесноста на свесната единица. Свесноста на свесната единка. На свесната единка. Ние сме свесни. И нашата свесност
сме фактички ние како душа. Свесноста сме ние. И вели, кое што ги има сите потенцијали, значи има секакви способности, кажува во различни текстови, многу повеќе од тие за кои што ние сме научени и мислиме дека ги имаме. Но, вели вака, значи тоа е свесноста дека сме свесни, ги има сите потенцијали, но нема материја, нема маса, нема бранова должина и нема локација. Сакам да ви објаснам нешто, фактички како он тоа го објаснува, научников Хабард, кој што го спомнувам. У суштина, ќе видите дека физичкиот универзум, он бил нуклеарен физичар, изучувал нуклеарна физика и во суштина многу добро е баратал физиката и објаснил фактички што е физиката. Се ова ќе ви го објаснам затоа што ја така најдобро го објаснив што сум ја како духовно битие. И физиката се состои фактички, универзумот физички се состои од 4 работи. Се состои од материја, така материја е згусната енергија. Например, телефонот е материја, не? Нашето тело е материја, но во таа материја има фактички енергија, енергетски честички, така, атоми, молекули кои што се движат во просторот, колку повеќе ги кондензираме, ги смалиме тој простор, ќе сватиме дека имаме материја. Ако ставиме едно дрво кое што е материја и го запалиме, што ќе се развие? Тоа ќе се развие енергија. А што е енергија? Движење на некои честички во простор. Значи, што е наредното што го има овој физички универзум? Значи, има материја, има некоја маса, има енергија, значи тоа е движење, некој правец кога се движат различни ситни честички во хемијата, во физиката е движење на таа енергија во просторот. После тоа имаме простор, ама како имаме простор? Гледате колку интересно. Како ние имаме простор? Ние имаме простор затоа што гледаме ѕид пред нас. Сега овдека гледам ЗИД пред мене во мојата дневна соба сум, гледам ЗИД пред мене, значи тоа е материја, ѕидот е материја и јас сум тука, има уште еден ЗИД позади мене и гледате, ако се движат частичките во помеѓу тој простор, имаме чувство на време. Како го мериме времето? Времето го мериме секојаш врз база на движење, нели? Колку земјата ротира околу сонцето, како месечината ротира околу земјата. Значи, ако има движење, имаме чувство на време. И овие се 4 работи од кои што се состои физичкиот универзум, значи тоа се материја, тоа е фактички се ова што го гледате, колата, гумите, фрижидерот, не знам, телевизорот, телефонот пред вас, тоа е материја. Имаме енергија, затоа што ако земеме да анализираме таа материја, ќе видиме дека внатре устари има енергија, тоа се движење, ама до толку е намален тој простор, да толку се згусната таа енергија да фактички ја прави материјата. Но, ако земеме ние дека сме една честичка и се движиме во овој простор, тука, ќе сватиме дека имаме чувство на време, дека имаме некакво време. Ако немаме движење во просторот, тогаш немаме никаков осет на време. Ако сте виделе, све е тивко. Све е тивко. Времето како да не поминува. Зошто? Затоа што нема движење на честичка. Ако сме во некој брз град, како што е Њујорк или Скопје, ајде да кажеме, само Њујорк е побрз од Скопје, ќе видите дека имате повеќе чувство на време. Зошто? Затоа што има многу брзина. Затоа што има многу движење. Затоа што има едноставно работи кои што постојано се движат. Но гледайте колку е интересно нешто. Значи, рековме дека што е физичкиот универзум. Имаме материја, има енергија, така имаме простор, имаме време, но духот не е ништо од тоа. Гледате, духот е ништо, а е креатор на се. Не ме разбирате, духот е креатор на нешто. Рековме дека е свесноста на свесната единица, на ние како единки сме свесни. Ајде да кажеме следново нешто. Сте видели ли колку човекот е по-несвесен дека битието е помалку тука? Колку по-несвесен е човекот, помалку е битието тука. Духот фактички на некој начин страда од несвесноста, затоа што ние сме свесност. Ние сме колку повеќе сме будни, колку повеќе сме свесни, повеќе сме тука како духовни битија. И тоа сме ние. Сега речеш, ама што е свесноста? Гледайте интересна работа. Ако нема нас како духовни битија, нема ништо. Дали има простор, нема да има простор. Не е ли важно дали има материја, затоа што никој не може да ја обзервира. Гледате, кога има простор, гледате, јас сум тука, го гледам ѕидот спротив мене и тогаш има некој тип на простор. Зошто? Затоа што има свесност која што гледа во просторот. И ако ние како свесност не гледаме, не сме свесни, имаме помалку и помалку простор.
Гледате, колку посвесно е битието, толку повеќе е тука како душа. Зашто душата е ништо, ама е свесноста која што е се. Како да ви кажам? Затоа што свесноста не можете да ја кажете дека е поврзано со материјално нешто. Го зборев во еден лайф, многу често, па и дури и свесноста наша како духовни битија се намалува колку повеќе се поврзуваме со материјалните нешта. Колку повеќе човекот ќе се поврзе со материјалните нешта и мисли дека е облеката, мисли дека е колата, мисли дека е ролексот, мисли дека е ташната, што и да му е Гучи или кој да е, колку повеќе мисли дека е тоа, толку повеќе духот не е свесен за тоа што е он. И он почнува да мисли дека е нешто кое што е материјално, а не. Ама може да ги креира сите тие материјални работи, како? На тој начин што има визии, има идеи. Кој ги прави визиите и идеи? Ние како душа. Кога човекот снемува идеи или визии, духовната способност на човекот се намалува. Децата сонуваат, децата имаат идеи, децата имаат визии, децата се свесни, децата се заинтересирани, децата се љубопитни. Тоа е се на некој начин одраз на квалитетот и добрата состојба на едно духовно битие. Ако имате некој човек кој што е потонат од несвесност, гледате, тогаш не е ни свесен. Свесноста наша е најголемото оружје. А тоа сме ние како битија. И колку сме посвесни за околината околу нас, колку сме повеќе во сегашното време, зашто луѓето, зашто секојаш филозофи збора за сегашно време. Ма што е сегашното време? Сегашното време е само свесноста на едно битие, ништо повеќе. Луѓето сакаат да се во сегашно време. Луѓето треба да се свесни. И кога луѓето се свесни, тие се сегашноста. Не разбирате? Душата е ништо, а е се. Душата не е материја. Душата креира енергија, ма не е енергија. Креира енергија како? Преку идеи, преку визија. Сакаме да станеме, да отидеме некаде. Телото ни треба, го контролираме телото, душата го контролира телото. Гледате, душата му дава команда на телото да стане, да тргне напред, да има цел. Зошто телото има енергија? Затоа што душата му дала цел. Ако душата не му даде цел на телото, мислите дека телото ќе има енергија? Не, нема зашто да има енергија. Душата е таа која што сака да игра во овој универзум. Нема потреба да игра, затоа што она е безсмртна. Душата не може да умре, затоа што смртта е физички феномен. Телото умира, точно е, ама душата не умира. Нема да зборам сега што се случува после смртта и така натаму, може да треба да направиме еден лайф за сите што се заинтересирани на таа тема, може интересно за вас. Нема да зборам денеска на тоа, но како може да умре душата ако не е материјално? Ако не е материја, енергија, простор и време, тоа е, смртта е физички феномен и на смртта подложи телото, душата не подлегнува, душата умира од несвесност која што настанува од болка. Гледате што е болката. Болката е поврзана повторно со нашето тело. Затоа на некој начин телото ни дава убави емоции на душата. Душата го сака телото затоа што и ги дава сите тие сензации кои што се тука, не? Но душата сме ние. Сега да ви дадам уште малку појаснување на оваа тема. Значи, една работа што ја свативме дека душата не е материјално нешто. Нема ни бранова должина. Брановите должини се дел од физичкиот универзум. Емоциите, например, се бранови должини. Човекот може да има убави бранови должини, може да има понеубави бранови должини. Колку понеубави бранови должини има, толку помалку е он. Колку е повисоко по тие емоционални состојби, колку поубаво се чувства, поблиску сме до... Фактички душата нема бранова должина, но емоциите кои што се дел од физичкиот универзум, кои што се дел од физичката енергија, да, тие имаат, но кога ги имаме тие убави емоции, ги уживаме тие убави емоции. Кога имаме негативни емоции, помалку ги уживаме. Сега, сакам да дадам уште нешто многу интересно. Вика духот, ова исто од Хабард, вика духот не е нешто. Тој е креатор на нештото. Видите колку интересно е затоа што кога човекот има замисла, кога човекот има визија, кога човекот има имагинација, затоа велиме душата си има своји правила, душата си има свој универзум, физичкиот универзум, законите на физиката го владеат физичкиот универзум, но душата си има своји планови, си има своји механизми на кои што оперира. Душата си има своја
свој начин на однесување, има своји принципи и правила на однесување. И ќе ви кажам една работа, кога го имаме тој наш духовен универзум и кога ги имаме сите тие визии, ние го порабуваме физичкиот универзум, ама кога ги изгубиме визиите, кога ги изгубиме целите, кога ги изгубиме со ништата, тогаш ние како духовно битие се намалуваме и почнуваме да станеме зависни од физичкиот универзум. Сега ни треба енергија затоа што треба се прејадеме. Сте виделе на децата како не зависат од енергија од храна, дето заборава да јаде. Зашто? Затоа што е толку високо со енергијата, он ја креира енергијата и едноставно заборава на тоа дека треба да јаде. Ама сте виделе дека кога сте многу креативни, кога сте едноставно многу возбудени, кога сте многу ентузијастични, едноставно не ви треба храна. Зошто? Затоа што е прекрасна енергија, затоа што душата креира. Сте виделе на почетокот на врските, кога битијата креираат, кога се у тој креативен занос, што е фактички душевен феномен. Душата го креира тоа, душата се игра, душата поставува цел, не им треба јадење, славеат. Зашто славеат? Затоа што не зависи имањето на душата, не зависи од храната. Луѓето се преодуваат, бутаат, јадат. Кога јадат многу? Кога ќе изгуби нешто душата? Може би дечкото е изгубил девојката и се за да го надокнади загубата, да ја надокнади недостатокот на нешто што го имал, ајде ќе бутаме сега храна. Нели? Кога ќе загубиме нешто, што правиме? Дај да јадеме. Што ни треба? Дај гардероба да си купиме. Затоа што точно душата загубила нешто. Душата не ни може да загуби нешто, но како и да има концепт дека го загубила нештото, да бидам поточно да се изразам, но кога ние мислиме дека сме загубиле нешто, секако дека ќе го надокнадиме нештото преку телото, затоа што телото ни го дава на некој начин имањето. Вау, ќе се отидеш некаде, па ќе се земеш некој мезенце, па ќе се земеш, не знам, тортичка, па ќе се земеш благичко, оштубава емоција, ти доаѓа од желудникот, па ти дава телово дадена емоција, ти уживаш како душа. Вау! Ќе речеш, ете поентата на животот, Па не е баш тоа поентата. Поентата мислам дека на душата е тука за да искрира некаков ефект, да направи нешто што сака да го направи и тоа е вистинското имање на душата. Не е вистинското имање и ќе седнеме сега секој ден, не дека има лошо у тоа да уживаме у храна, да се разбереме, да не ме разберете погрешно, прекрасно и ја уживам у храна, ама не е поентата на животот само тоа. Не е поентата. Поентата на животот е да имаме некоја игра, да имаме некоја визија, да имаме некоја цел. Ајде сега да не тргам, зашто имам многу работи да кажам на оваа тема, не знам дали еден лайф ќе биде доволен за сето ова, но како и кога душата умира? Ако може, не може душата да умре, ама како затапува, како свесноста ја снемува? Свесноста ја снемува точно преку болка, која што може да биде физичка или може да биде психичка болка. Гледайте, ако човекот доживее физичка болка, што се случува? Свесноста, ето тоа сме ние, се намалува. Дали сте приметиле кога ќе се исечете, кога ќе се изгорите, дека како свесноста да ви ја снемува? Сте приметиле? Ето тоа е болката. И таа болка останува снимена во форма на слика во нашиот реактивен ум. Значи, колку повеќе реактивен ум има човекот, затоа што тој е составен од моменти на физички и психичка болка. Кога почина родителите мои, во случајот на мајка ми кога почина, имаше еден другар со мене, ја бев у шок, затоа што, нели, стресна состојба е, и му викам на другар ми, му кажувам како сум правил нешто, од кога почина мајка ми, вика, бе, човек, ја бев со тебе цел ден, зашто ми го збориш ова? Затоа што јас сум бил буден, ама не сум бил свесен. Имате луѓе што се будни, ама луѓе што не се свесни. Сега, како душата се надградува, како ние работиме на нас, како душевни битија, стануваме многу посвесни за многу работи околу нас. Ако станеме многу посвесни за работите околу нас, ќе се грижиме многу повеќе за луѓето околу нас. Ме разбирате? Имате луѓе кои што не се свесни за луѓето околу нив, имате луѓе кои што не се свесни за колата, имате луѓе кои што не се свесни за сопругата, имате луѓе кои што не се свесни за вработените, имате луѓе кои што уопште не се ни свесни за телото. Им праќа телово сигнали, ама не се свесни, затоа што не се у комуникација со телото. Душата е, ајде вака да кажеме, ако имаме еден авион, трупот на авионот би било нашето тело, нели, крилјата, целата таа конструкција на авионот. Сите оние команди што ги има, што ги гледаме во авионот, тоа би бил умот. Ке зборам за умот малку, затоа што тоа се тие слики, мемории, кај сме биле, што сме правеле, па ни требаат тие за да
одлучиме што ќе правиме, како ќе правиме во иднина и така натаму, но пилотот би било ние како духовно битие. Пилотот знае што сака, знае кај треба да оди и знае кај сака да вози, и тоа сме ние сме пилотот, ние сме духовното битие. Гледайте, има убава дефиниција, друга, вели вака. Вика, тоа е име, дух, душа, или битие, е фактички име. Хабард го има условено фактички тетан. Зборот тетан е многу интересен назив, значи душа, потекнува од буквата тета на грчки, нели, о, со средина, и значи таа буква значи мисла. Тоа е некој кој што може да крира мисли, кој што мора да крира идеи. И вика, тоа е име кое што му се дава на изворот на живот, тоа е индивидуата, тоа е битието, тоа е личноста и тоа е знаењето на човечкото битие. Тоа сме ние кои што сме. Знаете, ние како душа не сме нашето име, но ние сме извор на нашиот живот. Тоа сме ние, битието. Нашите карактеристики, да, тие се дел од тоа, ама не мора да биде нашето име. Јас сум Жарко Костич и сега тоа е името на што? На мојата душа, моето тело, заедно со мојот идентитет во физичкото универзум. И ако ја го немам телото, ако ги немам наочарите, ако ги немам моите очи и коса, нема да ме препознаете, може би на улица, да речете здраво доктор Жаре, ги следам вашите лајвови, затоа што ако сум само душа без тело, може би тешко ќе се препознаеме. Може би порано сме имали телепатски способности, сме можеле да си ги читаме мислите. Ако имате телепатски способности, гледате, тоа е директна комуникација помеѓу две битија. Две битија кога се толку близко, кога се толку свесни, кога се во даден момент тук поврзани, имате телепатска мисла. Тоа е директна комуникација, без да мораме да идеме низ физичкиот универзум. Ама што се случува? Затоа што ние како битија сме заборавиле дека можда некогаш, се зборам минати времења, можда сме можеле телепатски да комуницираме, кој знае, сме ги имале веројатно тие способности и сега, затоа што во текот на нашето живење и постоење, нашата способност се намалува. Зашто? Затоа што собираме болка, не? И таа болка не е само што е акумулирана сега во овој живот, моето верување дека имаме минати животи, таа болка е тука и од претходно. Како и да е, ние како духовни битија носејќи таа болка не затапува. Колку повеќе човекот насобира болка, толку повеќе е затапен и толку повеќе се ослонува на физичките работи, како што се телефонот, комуникација, мораме се да направиме лайв. Вака, можда некојаш ќе можеме телепатски да ви се обратам сите, ама сега не можеме, ги немаме тие способности, ама како и да е, се комуницираме низ физичкиот универзум. Физичкиот универзум е интересен затоа што е универзумот каде што е нашата игра. Гледате, на душата може би било досадно некојаш, си седнала на некоја облаче, си уживка, си вика, што ќе правам, дај да земам тело, дај да имам игра, дај да крирам нешто во овој универзум, затоа што е досадно. И така е. Битието сака игра, сака да крира, сака да има своји игри, но многу од тие игри во кои што е влезено битието во текот на животот, една кавга, друга кавга, трета кавга, он заборава дека отишол таму да игра. И гледате сега, животот него го игра, он не го игра животот. И кога животот почнува нас да не игра, тогаш ние како душа сме помалку свесни. Кога сме свесни како душа, кој речеше ова е игра, бре, све ова е игра. И јас сум тука, и телово некојаш ме боли, мако е алатка за игра, ја имам цели, сакам да направам нешто во овој универзум, сакам да оставам печат на оваа планета, имам своја игра. Не ни пречи ништо додека имаме нашата игри, кога свесно играме нашата игри, кога сваќаме дека се игра, дури караниците кои што ги имаме по дома, дури караниците што ги имаме на работа, све е тоа игра, ама не сме свесни, затоа што кога сме влегле во оваа игра, некојаш сме заборавиле дека сме сакале да играме игра, и она што се случува, играта почнува да не игра нас. И колку повеќе играта почнува да не игра нас, толку ние сме помалку и помалку свесни дека животот е само игра. И како повеќе и повеќе собираме болка. Замислите, што се случува? Не знам, на човекот починале родителите, бил избркан од работа, жената се развела од него, болка, травма. Мислите дека тој човек е на ниво на свесност и на ниво на емоции, кој што рече, ја играм игра,
Не. Човеков кука после тоа, вика јас сум жртва на животот и све е катастрофа. Зошто? Затоа што има многу болка. Затоа што болката е таа која што ни ја одзема свесноста. Болката е таа која што ни ја одзема душата. Не е дека ни ја одземало душата. Ние, како душа сме тука, ама болката украла дел од нас. Украла дел од нашата свесност, украла дел од нашите способности да креираме енергија, затоа што ние имаме способност да креираме енергија. И гледате, украла способност да креираме енергија. Што? Болката. Зошто? Зашто болката креира несвесност. Секоја болка, нека ви текне. Кога некој човек ќе се скрше рака, малте не ке у безсознание. Ако болката е до толку јака, човекот ќе падне у несвест. Болка има. Гледате, болка има. Зашто свесноста и болката не идат една со друга. Болката на некој начин не ја одзима свесноста. Сега има ли некој човек кој што нема болка во себе? Има ли некој човек кој што не страдал од болка? Не ми се верува. Целата болка пак е снимена во форма на слики, кои што се снимени во нашата подсвест, тоест во реактивниот ум. И реактивниот ум има украдена нашата енергија, затоа што реактивниот ум е акумулација на болка. Сега, зашто ја спомнувам таа книга Дианетика, затоа што во дианетиката баш има техника како да ја отправиме болката, како да се ослободиме од болката у траумите и да се вратиме ние како духовно битие назад. Значи, нашата душа, нашата свесност не е дека изгубена, само едноставно е превземена и е украдена и е зачаурана во моментите на болка. И како тие моменти на болка ги ослободуваме, така душата се враќа, така нашата енергија се менува, така нашиот став се менува, така нашиот поглед за нештата се менува, така нашата желба да играме игра во животот се менува, така нашите цели се враќаат, така нашиот ентузијазам се враќа, така нашата визија се враќа. И у суштина доаѓаме да го уживаме животот и ние да го креираме и да сме играчи во животот, а не животот да не игра нас. Затоа што ќе стане многу тешко. Ви текнува ли предходниот лайф кажав исто еден цитат од Хабар дека мостот помеѓу храброста и кукавичлукот е болката. Гледайте, можеме да кажеме и нешто друго. Мостот помеѓу свесноста и несвесноста е болката. Затоа што храброста е свесност на некој начин, свесниот ум, храбри сме, идеме напред, свесноста. Стравот, кукавичноста, стравот што е? Стравот е целосно намалување на соочувањето и на свесноста. Сте приметиле? Кога човекот е у страв, он сака да намали свесноста. Баш се намалува он како духовно битие. А ништо не ни може животот како духовно битие. Може на нашето тело, ама ние сме се поистоветиле дека сме тело. Нели? Затоа што сме западна цивилизација, каде што секојаш има акцент дадено на науката, затоа сме и најразвиени во тој аспект, точно е. Но може би како духовни битија, како свесно за духовноста, источната филозофија, Индија, не знам, тие земји, ако ги прашаш ти си душа, веројатно ќе речат да. Зошто? Затоа што има повеќе едукација во основа на таков тип на мудрост за душата. Може би нема толку во однос на физичките закони, но во однос на духовните закони веројатно. Нели? Затоа што е свесност за тоа што сме ние. И ние цело време даваме акцент на материјалното, цело време даваме акцент на материјалното, цело време даваме акцент на материјалното. И забораваме што сме. И забораваме кој сме. Фактички сите тие слики од реактивниот ум, кога ќе дојдат слепени до нас, гледате што се случува, ние мислиме дека сме болката, мислиме дека сме стравот, мислиме дека сме трумата, а не сме тоа. Не сме тоа. И она што се случува кога ќе осознаеме дека не сме, кога ќе осознаеме дека не е вака страшен животот. Што се случува? Се тргаат тие слики од нас, страшните слики, ние почнуваме да дишеме, душата се чувствува растеретена и ослободена и креира простор, затоа што чувството на душата, колку е појака, колку е поголема, го чувствуваш просторот кој што таа го креира. Што и го одзема просторот на душата, тие негативни слики, кои што се фактички нашиот ум. Нашиот ум се сликите. Умот снима слики постојано и во тие слики се снимени огромен број на сензации. За сликите из умот најубаво нешто што сум читал на баш оваа книга Дианетика.
Но што е умот? Умот се композит од слики. И колку повеќе негативни слики имаме снимено, колку повеќе негативна меморија имаме во нас, толку помалку ние како душа се чувствуваме слободно и толку помалку ние имаме простор околу нас. Така да болката е на некој начин нешто кое што ја намалува свесноста. Нешто кое што ја намалува свесноста, затоа што свесноста сме ние. Има еден многу убав дел од оваа книга Самоанализа, се вика, прочитате го дело, се вика за смртта на свесноста. Ова таа книга Самоанализа од Хабард, вика за смртта на свесноста, каде што он кажува дека фактички вели човековото најмоќно оружје е неговиот разум. И кажува тука колку болката фактички, колку дадени работи кои што колку таа неубави работи кои што не се случуваат, збори за болката овдека. И интересно, многу интересен текст е, колку болката ни прави штета и како суштина има техники како може да се ослободи човекот од таа болка, за да може да го живее животот на многу поубав начин, на многу покреативен начин, на начин кој што доликува на нас како битија, но свесноста сме ние. Сега, умот се сликите, така? Сега, сакам да ви прокажам затоа што повторно што рековме, значи тоа не е нешто, тоа духот е креатор на нешто, дека он нема материја, енергија, простор, време, дека он го крира енергија, ама не е дел од физичкиот универзум, но исто тако нешто сакам да го кажам и следново нешто, вели вака, вели битието кое е личноста и не знам дал има. Дал сум повторно назад? Ме слушате ли? Океј, дечки, не знам, нешто се случи со видеово, но сакам да ви кажам една вежба. Појма неам дал сум уште у лајвов, затоа што немам више коментарите, не ги гледам, само гледам дека има. Океј, дечки, се прекина ова, но не знам дал сум лайв, ама ако сум, сакам да ви кажам дека вие сте најпрекрасните битија, сте најпрекрасната душа, сте фантастични, сте одлични, сте феноменални, не го заборавајте тоа. Вие како душа сте вашите способности, не се неспособностите. Секој човек кој што на некој начин ви кажува дека сте неспособни, на некој начин краде дел од нашата свесност и нашата душа. Сакам да ви кажам дека сте многу способни и дека сте прекрасни, и дека сте креативни, и дека сте творци на работи, и дека вие сте душа која што има огромен број на потенцијал и огромна количина на способности, нема да го заборавите тоа. Само треба храброст, а храброст оди заедно со душата и можеме да ја поттикнеме враќањето на душата со тоа што сме храбри да го живееме животот кој што го сакаме, со тоа што сме храбри да имаме идеи, со тоа што сме храбри да имаме цели, со тоа што сме храбри да имаме визија. Тоа е се карактеристика на душата. Ќе ви кажам една интересна вежба, можеби нареден пат, појма неам дал оди лајвот или не, ми исклучи Facebook поради некоја причина, но како и да е, ако ме слушате, ве обожавам, ве сакам, вие сте прекрасни битија, вие сте прекрасна душа, продолжете да креирате, да творите, да бидете храбри и да го играте животот како игра. Вие играете го животот на тој начин што ќе имате свесно цели и свесно ќе одите кон нив. Кога човекот има свесно цели и свесно оди кон нив, он е многу повеќе контрола на неговиот живот. Кога човекот нема цели, тогаш човекот станува многу помалку свесен. Повеќе оди во досада, повеќе оди во реактивна акција, повеќе оди во кавги и несогласувања. Ако имаме цели, кога сме свесни, кога свесно буткаме кон нив, тогаш животот е интересен, тогаш ние го водиме животот, тогаш ние имаме контрола врз него и едноставно работиме многу повеќе на нашата свесност. Ве сакам, ве обожавам, се гледаме во